Добро вечер. За почеток на Вин-Вин вечерва малку хронологија. Проверував. На денешен ден, пред една година, од проектот Вистината за Македонија во својот втор месец беше емитувана бомбата за пазарењето околу хашките случаи, пазарењето околу тендерите за РЕК Битола, лустрацијската комисија и замешателствата околу еден кичевски судија и уште неколку проверки за кадровски прашања од оној маштрап сигурно ли е наш и можеме ли да играме на него. Граѓаните во Македонија тогаш беа во чудо дека по 2 месеци од Вистината за Македонија, владата на Груевски е се уште на Илинденска број 2. Се разбира, тој проект придонесе во мај, на 17 мај, Македонија да го види најголемиот опозицијски собир во сопствената историја. Изгледаше дека демократската јавност е разбудена, го знае вистинскиот ракопис и некако ќе стави точка на целиот тој процес. Процесот подоцна на 2 јуни, 10 месеци од сега, влезе за затворени врати и на 2 јуни е напишан фамозниот прв пржински договор во кој, за изненадување на аналитичарите, првото што беше фиксирано беше датумот. Објаснуваа на маргините на процесот дека за да се донесе Никола Груевски на главното столче за преговарање, мораше да му биде понуден датумот. 10 месеци по тој 2 јуни, вчера се распушти парламентот и процесот заврши со всушност фиксирање на датумот за избори, а процесот кој го предвидуваше Пржино некако попат сосема се изгуби. Денешниот ден е одбележан со најавата промптно на опозицијата дека ќе ги бойкотира изборите и бара граѓанска платформа на сите прогресивни сили за битка против Никола Груевски, а другиот камп, денеска представен преку Никола Груевски, најавува избори кои ќе стават точка на кризата со едно интересно за мене потполно политичка патологија предавање за демократијата во која Груевски му остава демократски избор на СДСМ, дури и да бойкотира, бидејќи и тоа е избор во демократијата. Каков ракопис ќе испишуваат овие две Македонии во следниот период? Вечерва разговарам со Сашо Ордановски, добро вечер. Добро вечер. И Бранко Геровски, добро вечер. Вечер. Колеги, нема време да проверувам што ние се сме кажали, сме напишале, по нешто и се сеќавам, веројатно секој од нас рекол, избори на 5 јуни нема да има. Ми се чини дека такви беа вашите телевизиски настапи, пишувања и сега веројатно искрено би требале да признаеме дека промашивме скоро се. Не е така, ја мислам. Или да се повлечеме во позицијата дека ова што ќе го гледаме на 5 јуни всушност не се избори. Имено. Тоа ли е одговор? Апсолутно. Па вакви избори ние можевме да имаме и на 5 јуни лани, можевме да имаме и на 5 јуни преклани. Значи, она што требаше да произлезе од пржински процес со сите спроведени работи за да имаме избори како што треба, не е направено. А инаку дека вакви избори можеме да имаме, тоа можевме да ги закажеме на 5 јуни, за 2 август, за кога сакаат. И реално ние практично тргнавме од оваа позиција сега, овие избори на 5 јуни, се истата позиција која што Груевски ја нудеше и лани у јуни, и преклани у јуни и така натаму. Значи, не е спорно дека на ваков силеџиски начин они можат што сакат да направат. Работата е што целиот процес беше направен да дојдеме до некој ниво каде што ќе имаме легитимни избори, кои што ќе бидат прифатени од сите. А за овој тип на избори, како што они сакаат да ги направат, тоа е без проблем и ќе ги направат и дури јас имам една прогноза, која мислам дека, нема шанси да ја утнам, дека ќе биде тоа една голема победа на ВМРО, коалицијата и ДУИ на 5 јуни. Мислам дека луѓето ќе остварат стварно голема победа. Има многумина денеска кои навлегуваат во правни анализи, можности. Веројатно тоа е на прва одбивноста, да речете готово е, заврши пред полноќ вчера, завршена е целата одисеја. Правно е невозможно да се врати ситуацијата насет и тоа се на дополнение на прашање добро. Ќе ги признае ли Европската унија тие избори? Ќе ги признаат ли Соединетите американски држави тие избори? Ќе бидеме ли ние всушност во изолација после тие избори?
и веројатно е непријатно да одговорите, знаете што, како и да го нарекуваме тој парламент, ние сме сега во ситуација кога немаме парламент и за почеток на 5 јуни тие ќе мора да дефинираат некаков парламент кон кој ние веројатно ќе градиме однос. Оливера, вчера за мене најважната работа не беше распуштањето на парламентот. За мене најважната работа вчера беше изјавата на госпоѓа Гордана Јанковска. На излегување од судот, кај што се онесвести судијата, кој што требаше да го одземе пасошот, на излегување од судот, таа рече отприлike вака. Што е добра метафора овдека кој треба да се онесвестува. Како да ви кажам, тоа е стварно не е дури ни метафора, тоа е илустрација за тоа кај се наоѓаме. Госпоѓата Гордана Јанковска рече буквално вака: вие можете колку сакате да ме тужите, на крај доаѓате у моето судство. И сега вие започнувате дискусија да правиме правна анализа, ајде што ние не сме ни правници, не знам Гера што е по професија. Новинар, и јас сум исто така новинар по образование и некакви други. Меѓутоа, пазите, ние живееме у земја у која нема право за да правиме правна анализа. Правните анализи овдека се политички анализи, бидејќи правото се толкува политички. Така што безсмислени за сега овие изборен список ќе имало, ќе немало, што ќе направил ДИК. Они вчера се распушти и на 5 јуни одат на такви избори какви што они мислат дека треба да направат. Нека име со среќа. Тоа не се изборите кои што требаше бидат резултат на целиот овој напор што се направи. А во цел текот на емисијава ќе разговараме што можеше и што требаше и што допрева ќе следува, се разбира. Гировски, ќе се навраќаме сега во овие неколку денови, тоа е веројатно нормалната последица од ваквите ситуации, малку интроспекција, па ќе се јават таквите кои викаат предупредувавме на време дека опозицијата не сме да влетува во проекти на преговарање со Никола Груевски. Би била секогаш блиска одлуката дека кога сте политичка партија, имате напросто должност пред да го повлечете последниот потек, да пробате максимум да искористите се во рамките на нешто што го нарекуваме политички процес. Тој пат опозицијата го изоде. И сега се враќаме ли на она кога многумина ќе речат од почеток ви велевме пријатели дека во ваква игра или замка не смеете да влегувате, напросто веднаш користете го единственото средство. Улица, таа единствениот одговор на нешто што го нарекуваме режим. Тој дискурс е некоректен. Посебно е некоректен кон лидерството на опозицијата, да не речам посебно кон лидерот Заев, бидејќи тие донеса вчера синоќа една одважна, храбра одлука која ако сега баш сакаме се навраќаме малку кон минатото и да се правиме генерали после битка, според мене требаше да биде донесена пред локалните избори во 2013 година од страна на раководството на СДСМ на чело со Црвенковски. Има многу приказни обяснувања зашто тоа не се случи. Јас сепак ја лоцирам одговорноста кај лидерот, бидејќи така е во партиите, така и во животот. Има главни, има споредни играчи, главните ги носат главните одлуки. Ако има некоја грешка направена за да не се проба со едно драматично делегитимирање на начинот на кој се самообновува режимот да се дојде резултат, направен е тогаш во 2013 година и повторено во 2014 година, иако после резултираше со бојкот на парламентот. Во секој случај некоректни се тие анализи. Вие сте авторот на кованицата пријатели, не смеете да одите на изборна кланица. Сега ми се чини дека секој телевизиски прилог ја користи таа формулација, тогаш изгледаше пресилно и прегрубо. Да. Бидејќи веројатно тогаш не ги знаевме сите димензии на системскиот инженеринг или како веќе го... Може, читајќи некаде попад да сум го собрал тој термин, но знам дека најфреквентно јас го употребував тој термин и ние навистина сега доваѓаме во ситуација да сватиме дека она што беа избори, особено во последните два изборни циклуса, 13-14 година, и сега ќе биде истото и во овој следниот трет циклус, е буквално тоа. Изборна кланица и плюс процес на да бидам малку иновативен, приведување на јагнето, опозицијското јагне со сила или со убедување или со притисоци од меѓународен фактор на изборна кланица да ја прифати таа изборна кланица. Затоа велам дека е некоректни се тој тип на анализи сега,
а особено се некоректни, па дури комични овие анализи. Читајќи го вашиот текст дека одлуката на опозицијата да ги бойкотира овие избори веднаш по распуштањето на парламентот ја оценувате за храбра одлука, се обидувам да исчитам дека за тоа стојат информации за кои вие како добро упатен новинар знаете, можеби со доза на резигнација, дека вчерашниот ден беше повеќе потрошен за притисоци кон опозицијата да не се случи таквата одлука, отколку кон рамномерна употреба на оружјата, ако можем да речем, кога сте архитект или медиатор во некаков политички процес, подеднакво кон двете страни. Да, значи јас сум убеден, иако Заев, нели, во процесот на своето политичко зрење и вчера и денеска даде неколку куртуазни, коректни изјави кон меѓународниот фактор, јас мислам дека беше тој под жесток притисок да, или еве бил, да бидеме по-коректни, под притисок да попушти и нели да го пушти агнето на изборна кланица, но тој сепак донесе одважна и храбра одлука и таа, знаете зашто е храбра таа одлука? И дури мислам дека таа одлука не зависи толку многу од фасцинацијата што е особено присутна во кампот на СДСМ на опозицијата од меѓународниот фактор за кој очекувавме да го сруши Груевски, да ја спаси Македонија и буквално да не одведе во некоја срекнинина, не толку од таа фасцинација колку од една објективност, од едно објективно соочување на лидерот со реалните капацитети на тимот што го води, на телото што го раководи, на опозицијата, значи на целината на таа политичка формација, да спроведе кампања и политика на активен бојкот кој ќе направи разлика. Бидејќи не е поентата во тоа. Јас сум сигурен дека тука било главното кршење кај Заев вчера. Оти не е поентата во тоа да одите да објавите бојкот на изборите, да се соберете, да ги соберете нели плячките, пераите и така натаму и да одите на плажа и да чекате да се реши онака, луѓето да не одат на избори. Тоа ќе биде една исто така огромна референдумска битка, како што он по мене навистина правилно и пак ќе речам храбро, да не претерам сега, не сум баш некој од овие заевисти улизици, нели обратно, не им се допаѓа многу, но навистина е храбра одлука да се овој потек посматра и да се димензионира и да се дизајнира како практично референдумско изјаснување за Македонија или за Груевски. Тоа е огромен проект. Значи, затоа треба да имате капацитети, сила, знаење, пари, ако сакате, и најмногу од се расположение на симпатизерите, на противниците, на како што он ги нарекува борците за слобода, кои, како што видовме во неколку последни обиди, наврати и променади низ Скопје, последна беше она разочарувачка пред Уставниот суд, баш онака малку, што би рекле србите, олињали, па малку уморни, па малку сенија преку глава и така натаму. Значи, во тоа вагање, тој донел една одважна одлука поинаква нема. Значи, изборот друг е да се оди на ова што сега ќе се нарече нели некакви избори и прогнозата, соствени прогнозата на прогнозерот, нели, нашиот прогнозер вечерва Ордаровски дека ќе победи во МРО. Нормално. Со значајен резултат. Со една додавка од денеска од настапот на Груевски ќе победи подобриот. Да, и малку поскромниот. Егото и алтер егото на Груевски, веројатно. Мислам, видите, Македонија поминува низ еден тежок период, веќе повеќе години и така ова се доминира во една. И ние сите сме под импресии на свежи настани, на изјави, пресконференции и така натаму. Јас секогаш сакам да гледам работите како процес. Значи, оваа година која потрошивме на овој пржински процес и така натаму, сепак направија многу битни резултати. Видите, режимот е разобличен на еден неверојатен начин. Ние ако се сетиме кај бевме минатиот јануари и кај сме сега овој март, кога тргна целата приказна со жолтите комбиња, ние денеска можеме да заклучиме дека режимот е разобличен комплетно и пред домашната и пред меѓународната јавност. Јас не сум видел освен платен текст дека некој нешто во било кој во побезначајни медиуми надвор напишал нешто добро за Груевски, за неговото владење и за Али Ахмети.
Не сум видел дека има јас не сум сретнал политичар, освен овие што се ептен блиски во нивните партии. Добро, и каква е употребната вредност на сето тоа, ако на крајот тој... Оливера, тоа се вика зреење на демократијата. Мислам, пазите, ние мораме и како општество да поминеме низ тоа. Режимот е комплетно делегитимиран и мислам дека вчерашната одлука на ВМРО, ако е на Заев храбра одлуката, ова е одлука на очај. Видите, они сигурно би сакале додат на избори кај што би го победиле евентуално СДСМ во некаков надпревар. Макар така како што они го дефинираат надпреварот. Значи, ова е една одлука на очај, бидејќи тие пак се во една точка кога продолжат ли да преговараат на овој начин како што се одвива процесот, они ќе се распаднат. Сега, овдека клучна е улогата на меѓународната заедница, кого вчера притискала, кого не притискала. Јас мислам дека меѓународната заедница донесе одлука да го види процесот после изборите. Они вика добро. Која користите формулацијата дека процесот е меѓу другото и зреење, дали ваквата, некој ќе ја нарече непринципиелна позиција или нож во грб во клучниот момент за демократските сили во Македонија, многумина меѓу другото така ја разбираат молчаливоста во овие неколку дена на меѓународната заедница, потполно нејасни формулации кои заглавуваат во процедуралност, да дадеме шанса, доколку се заврши се направи. Дали во формулацијата зреење сметате дека се промени сценариото и сега имаме една нова платформа во која велат, добро, тешко е на подолго време да се изоштрат работите, може би дозвола за ваков процес, избор на 5 јуни Груевски Ахмети сами на избори, ќе ја засилат или ќе ја дефинираат многу појасно кризата? Ќе ја изоштрат, целата Затоа видам дека оние гледаат ситуацијата сега после изборите. Што ќе се случи? Ние ќе видиме кои се, бидејќи да решите да бойкотирате избори, да излезете на протести така натаму, тоа е прашање на ресурси. Сега ќе видиме кои се ресурсите на СДСМ. Ние видовме еден голем бран минатата пролет кој влезе во летото и така натаму, една голема. А зошто постојано велиме кои се ресурсите на СДСМ? Па затоа што таа е партијата која што ќе го води процесот. И тука не треба да бидеме наивни, ова е сепак процес во кој што една организирана политичка сила каква што е СДСМ со сите своји како да кажем сателити, поддржувачи, други партии и така натаму. Таа е таа која ќе го води процесот. Бидејќи ние се уште граѓанското општество Македонија зрее и мислам дека тоа граѓанско општество зрее во добра насока. Видите, ние денеска секако не можеме да кажеме дека е ситуацијата, како да кажем, полоша отколку што беше. Ние денеска имаме тотално разобличени, ние денеска имаме судски процеси кои што се на почеток. Сите ние ќе кажеме, ама знаете судството, гордање, непријатно е да ви се онесвестува судијата кој треба пасош да го земе. Ние денеска имаме ситуација во која што председателот на државна антикорупцијска комисија забранува да се види имотниот лист на Груевски. Сето тоа се Уставен суд да не го коментирам, однесување на Народна банка да не коментира и така натаму и така натаму. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека веројатно проценката на меѓународната заедница е дека сме дојдени у точка кога ова не може да се разреши на овој начин на кој што они инсистира и бара. Затоа вело добро. Ајде, одете на избори, резултатот го знаеме. Кој ќе биде еден парламент во кој што ќе видиме само каков ќе биде договорот. Колку ќе се договори, не знам, Гром да земе овој пат да добие седиште, ќе видите тој процес ќе биде, како да ви кажем, ќе седнат кај Груи и ќе ги поделат местата. И ќе видиме што е и тука има и во тоа има математика која што ќе ја прават, дали ќе сакат додат максимално или помалку од тоа. Мене ми се чини дека најголемиот политички губитник од тоа дефинитивно е Али Ахмети. А кај СДСМ се отвара и кај граѓанската платформа се разбира која што објективно застанува во тој процес, се отвара една многу голема стратегиски еден правец кој мислам дека е најдоброто за Македонија. Видите, СДСМ мора да продолжи. Иако може би тоа малку го успори. Ова македонско, албанско, турско, српско, ромска една коалиција која што ќе гради една атмосфера за кога ќе дојде време за нова Македонија. Само тоа е спасот на Македонија. Другите коцки ќе се поредат. Дојде 5 јуни, ќе завршат изборите, ќе прогласат голема победа. Ќе дојде 6 јуни. Што ќе прави владата? Значи ќе мора да продолжат да се задолжуваат. Сега веќе ќе бидат комплетно делегитимирани. Меѓународната заедница ќе мора да завземе став кон нив. Не мора тој став да биде артикулиран у смисла вие сте од денеска Хуго Чавес или диктатор. Никој нема да ги сака. Како што и сега не ги сака, тоа ќе продолжи. Ќе бидат оставени, меѓународната заедница гледа дека овој процес ќе заврши со скори нови избори, може би поинакви. Ќе мора Груевски да се определи према Катица Јанева.
што ќе прават? Оти нивниот проблем е, тој е главниот проблем. Ако оди на незино укинување и така, тогаш веќе, таа дискусија сме ја водели, треба да видиме кои се ресурсите да Груевски прави диктатура во Македонија. Колку таа може да трае, која ќе биде цената и која е перспективата на тоа. Јас мислам дека тоа голем аер нема да види. Напротив. Ако не, ние ќе влеземе во еден процес во кој што ситуацијата ќе биде јасна. И мислам дека меѓународната заедница оди на таа ескалација, оди повторно на едно прекршување за да се симне од дневен ред прашањето ќе има ли избори, ќе нема избори. Еве направивте избори. И сега повторно одиме во решавање на политичката криза. Оти што е разликата меѓу овој парламент што сега го имавме, во кој што додека не влегува у парламентот опозицијата ги бойкотираше и ВМРО и ДУИ секако правеа што сака, и овој парламент што ќе го добиеме на 6 јуни, тој повторно ќе биде истото тоа. Разликата во тоа што ќе имате еден тотално демистифициран и делегитимиран, ако сакате, Али Ахмети, бидејќи таму ќе биде вистинската драма, ќе имате едно ВМРО кое што ќе си освои валјда 85 места, 90, зависи колку ќе се договорат да поделат на едни, на други, на трети. Искрено ви кажам, ќе треба да видиме и кој ќе истрча од другава опозиција, можеби ќе има некоја помала партија, независна група, листа на граѓани, нешто. Ако сите треба да излезат, треба сите да излезат, сега е време, се треба да исплива на површина. И ќе можеме да заземем потоа однос кон сето тоа. Бидејќи на вистина сите се изморивме во овај еден, како да ви кажам, знаете како, на крајот и меѓународната заедница и сите ние кои што анализираме така, ние станавме општество за бајачки. Ние, знаете како, не можеме веќе ни рационално да, пазите, вас ви се онесвестува судијата што треба да пресуди, пасо замислите да треба да ја притвори, вајде ќе добие срчев удар човекот, не дај Боже. Значи, ние станавме општество кое што имате тотални неразумности. Па сега ќе дојдеме до една ситуација кај ќе пресечеме. И да ви кажам, треба сите да се поредат на страните. И да се види. Значи ти судија, ти обвинител, кај си таму, си одлично, да седиш таму. Да видиме сега кој е, како е. Герости, кога требаше да се отповика одлуката она за 24 за избори на 24 април за распуштањето на парламентот, вечерното обраќање на Никола Груевски ни изгледаше како купишта лаги кои ги конзумираме континуирано, веќе не на лажичка, во прилично големи дози. Но настаните подоцна потврдија дека всушност Никола Груевски само мудро процени дека тоа што го разговарал за затворени врати мора да му даде јавност, за да има подоцна позиција од која стануваат реално соопштените точки јасни за сите. Сеќам точно дека имаше прилично гневност за воздржавната изјава на Джез Бейли, па многу толкувања дека всушност не сакаше да прави премногу бура во фазата на распуштањето, настаните подоцна потврдија дека можеби тоа е единствената изјава во која Никола Груевски до запирка ја кажа вистината и не излажа ништо. Тоа е, нема пролонгирање на датумот, нема нови услови, нема евалуација на резултатите од процесот кој што беше договорен, нема закон за медиуми, значи нема никакви нови услови. Така никако завршивме заклучно со вчерашниот ден во распуштањето на парламентот. Видете, имаме во Македонија, особено во овој дел на така наречената опозицијска јавност, поприлично очајна после 10 години порази, имаме создадена една многу погрешна перцепција за тоа што прави и што може меѓународниот фактор или представниците на странскиот фактор во Македонија. Имено, сите ние зборуваме и очекуваме дека странците ќе ја решат кризата и дури создадовме едно широко распространето чувство на една непостоечка одговорност на луѓето. Бейли е представник на Барак Обама во Македонија и тој нема никаква обврска да решава ништо во Македонија, бидејќи тој овде гостин и ги штити само интересите на Соединетите Американски држави. Значи, треба се свати, јас сум бесен многу често и најголемите облози, всушност, во приватни кругови се обложуваме, например, промашив, јас предвидов дека на 24 април ќе има избори, ќе издржи Груевски, но потоа добив се отфитив за 5 јуни, така да сега сум нарамно. Проблемот е, пак ќе речем, што ние не сваќаме дека овие луѓе што се тука не се ниту гениалци, не се полисимейкери, барем не најголемиот дел од нив, и тие се всушност бирократи.
кои ги решаваат проблемите, уствари не ги решаваат, ги менаџираат проблемите по многу едноставни класични шеми. Тие никогаш не рекоа странците во Македонија дека ќе го слушаат груевски. И не памтам ниту една таква изјава, а ние постојано зборуваме за тоа. Ако само што не гурнале, дури еден период јас имам чувство дека и опозицијата беше онака кренала раци и чека само да видат што ќе направат Джез Бели и Катица Јанева, стечајниот управник на Македонија и главниот прокуратор, судија и екзекутор во Македонија. Се создаде впечаток во Македонија дека, не знам, Бели само вака ќе каже, а Катица ќе осуди, и ќе го заколе тој што е штетникот и така натаму. Така работите не се случуваат. Луѓето просто се бирократи и тие на наједноставен, на најбирократски начин, на најкоректен начин во крајна линија за нивниот занет, го исполнија спрема Груевски ветувањето што му го дале при одлагањето на изборите од 24 април. И да се разбереме, тоа така треба да биде. Ќе се чувствувам јас непријатно покрај тоа што многу навивам приватно и поголемиот дел од нас навиваат приватно да конечно му дојде крајот на овој режим, ама ќе се чувствувам многу лошо ако тоа се направи со една таков тип на интервенција која ќе докаже неспособноста на оваа нација да направи нешто за свое добро. Инаку има една мала се уште и правна дури би рекол можност да американците го решат прашањето и да ги снема овие избори од 5 јуни, бидејќи нели законот, уставот дозволува да неодржување на избори во услови на вонредна состојба, значи само треба да не нападне оваа шеста флота, по Вардар. 50 луѓе по Вардар да се спуштат и ние да се предадеме и да прогласиме вонредна состојба, тогаш нема да има избори. Добро, ама Геровски, мислам, од друга страна не треба да се подценува улогата меѓународниот фактор, бидејќи меѓу другото немаше Груевски да потроши милиони во Вашингтон за да се обиде да направи нешто, да придобие и така натаму. Македонија не е одсечена од светот, на европска земја, меѓународниот фактор има влијание во регионот, има интерес и ти си сосема во право, не дека Джез Бели не го представува приват, ниту па Джез Бели го представува некаков, како да кажем, идеален принцип на демократијата. Американската политика се води од своите национални интереси. Националниот интерес на американците е Македонија да биде стабилна земја. Во таа дефиниција на стабилност се подразбира според нивните проценки и оценки дефиниции дека тоа мора да биде демократија. Саша, не го спорам тоа, но значи, сакам да кажам, не од друга страна, погледнија денешната изјава на Ораф, например, за медиумите. Не се застапуваме за претеруваме. Не било балансирано известувањето, не било. И ја читам изјавата и кам добро овој човеков, тој оној човек што седеше, ако сеќаваш покрај Вардар и залюбено гледаше во нашиот матен Вардар, додека ние од другата страна протестиравме, нели, и се тепавме со овие џандариве околу Томче Кежаровски. И сега викам, добро, овој човек каде живее после 5 години? Како балансирано известување? Или денешната изјава на Коцијанчич, има криза и ние ја олеснуваме, има уште работа за кредибилни избори и институциите треба да бидат максимално посветени. Изгледа како да сте ја извадиле од архива погрешка од, да речеме, од пред неколку месеци, а не во ден во кој што е распустен парламент. Тие се само луѓе како и сите други, тие се бирократи, толку им се капацитетите. Ја викам, човеков толку знае овој Оров, што разбира Оров од ситуација во медиумите Македонија. Живе таму пржина водно, или кај него се правеше овој целиот циркус. Ми смета таа фраза пржински договор као нешто не е испржено. Ахмети рече добро, вика договорот во Скопје може да е подобно тоа да го направиме така. Значи, зошто тие луѓе да очекуваме од тие луѓе плюс и посветеност. Внимајте, еден човек таков има, двајца всушност имавме во последните 10 години. Еден беше Ерван Фуере, кој навистина онака реално ги пречекори властувањата на дипломат, а вториот е Ван Хауте кој направи. Меѓутоа, погледнете како завршија двајцата. Добро, ама сакам да кажем, гледайте се, тоа е улогата на меѓународниот фактор, меѓу другото, понекогаш да каже погласно тоа што ние другите не можеме да кажеме затоа што просто се бориме против диктатура. Значи, но јас се согласувам дека не треба ни да се подценува, ни да се надценува. Тој меѓународен фактор во Македонија во текот на овие последни 25 години независност играл улога, таа улога била често важна,
таа не се откажува, тие не се откажуваат од таа улога. Таа улога зависела и од некакви моментни ситуации во светот, во Европа и така натаму. Европска унија знаеме каква е накомплицирана материја. Јас сакам да кажам дека нивниот интерес за Македонија не завршува на 5 јуни. Добро. И тие се тие кои што ќе го гледаат процесот и после 5 јуни. Овде правиме пауза за реклами, па да видиме домашните ресурси како гледаат веќе од денеска на 6 јуни. Искористете ги одличните услови за стекнување сопствен дом. Во промотивниот период до 31.3.2016 каматната стапка изнесува 2,9% годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за остатокот на периодот. Без надомест за одобрување и администрирање и без трошоци за процена на вредноста на инструментот за обезбедување. Кров над глава за сите нас. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Добро е да знаеш дека имаш некој што секогаш е тука, подготвен да ти го олесни денот. Со E-Punkt плаќајте ги онлайн вашите фактури за електрична енергија со само еден клик. Регистрирајте се за E-Punkt на evana.mk. Евана, секогаш тука за вас. Овозможете му на вашиот стар ТВ приемник да биде во чекор со времето. Телекабел ви го нуди новиот HD дигитален ресивер, со кој имате можност да гледате HD и дигитални канали, да се конектирате на интернет, да ги снимите и прегледувате вашите омилени содржини. Единствено на Телекабел без месечна доплата. Кога сакам да се случи нешто убаво, започнувам со насмевка. Со добра причина, насмевката е магична и секоја приказна има среќен крај. Веќе 90 години Лакалут Актив е добра причина за насмевка. Лакалут, ди експертен. Природата секогаш ни дава одговори на сите прашања, а ние треба да отвориме очи и меѓу многуте да го препознаеме решението што го бараме. Најдобрата шанса за тоа е утрото, кога првиот допир со природата ја разгорува фантазијата и го гасне прашањето што да правам денес. Секој ден носи нови можности, а вистинската се гледа само кога ширум ќе ги отвориме очите. Природа што ширум ги отвора очите. Нескафе Класик. За методата лазерска корекција на диоптријата имав слушнато уште како студент во текот на мојот престој во Соединетите Американски држави, но сепак не се одлучив да го направам тоа тогаш затоа што не бев сигурен. Моментот кога се запознав со тимот на Систина офталмологија, всушност ја добив потребната доверба и сигурност за да ја направам лазерската корекција на мојот вид. Закажете преглед и вие и за секогаш ослободете се од очилата. Систина офталмологија. Штеди секој викенд, само во Тинекс, од 8 до 10 април. Свинска плешка, 219 денари. Свински ребра, 199 денари. Зелка, 19 денари. Скуша филети бадуко, 54 денари. Сет пиво Отингер и чипс пата, 109 денари. Таблети за садови финиш, 1+1 подарок. А од сега, вашите омилени производи со максимално добра цена. Универсално средство за бања доместос, 89 денари. Тинекс, секој ден со вас. Посакуваш да трае? Zenivip Prepaid надополнувај и доби до 1000 денари бонус последните 10 месеци и користи го до кога сакаш и за што сакаш. Активирај со SMS Star на 1454. Повеќе за вас. VIP. Супер наградна игра на Елит Кафе. 300 дена, 300 машини за перење. Секој ден по една и многу други награди. Отвараш, уживаш и машина за перење добиваш. На здравје кафе со Елит Кафе.
Хотел Тино, Охрид, сместен во идиличен пејзаж на населбата Свети Стефан со поглед на прекрасното Охридско езеро. Располага со спа и велнес центар, џакузи, внатрешен и надворешен базен, базен за деца, детско игралиште и сала за состаноци, ресторан и летна тераса со капацитет од 250 гости. Хотел Тино, Свети Стефан. Томи е приказна за вкусот и за апсолутното уживање во храната, каде што единствената швајцарска рецептура представува синоним за проверено добар квалитет, каде што сите состојки се внимателно одбрани, измешани и доведени до перфекција, бидејќи само така доброто може да стане најдобро, просечното надпросечно, а вкусното највкусно. Томи мајонез. Ние вкусот го сваќаме сериозно. Ви благодариме за заеднички поминатите 150 години. Вистинско темно. Златен даб. Дарк. Струмка и јас. Шо да ти расправам? Струмка. Традиционално освежување. 60 години знаеме и создаваме вложувајќи во вашата иднина, постојано поддржувајќи ги вистинските вредности. Заедно градиме подобро утре. Вашата доверба е нашиот мотив за повисоки цели. Вашата сигурност е наша обврска. 60 години Комерцијална банка. Заедно создаваме вредности. Да не пропуштам, ако е за вас вчера вест на денот изјавата на Гордана Јанкуловска, јас жалам што поради трчањето за термините, дали можеби во последен момент нешто ќе се случи околу политичкиот процес, не избега од фокус најважната изјава на председателот на антикорупцијска комисија, што сте запнале да го видите анкетниот лист на Никола Груевски, еве ви го накратко сега и за век и веков амин. И ми се чини дека тоа е клучната реченица која може да се користи како слика за тоа како функционираат институциите кај нас и како може да изгледа понатаму целата битка. Ова со власта, избори, како што тврдат од ДУИ, може би нема да реши кризата, ама со таа криза што ќе настане од 6, ќе видиме, ќе се справуваме понатаму. Сега е најважно да излеземе на избори. Овој друг дел сега е потполно нејасен, делумно загатнавте нешто околу тоа, ми се чини дека му недостига на таа платформа на опозицијата нов наратив. Вистината за Македонија, миксана со граѓани на улици и незадоволство, имаше, како се вели, цело е кога има се, заклучно со 17 мај. Сега одново во таа така наречена платформа треба да се става содржината, која на никој начин не ќе може да комуницира со ова што го нарекуваме изборна кампања, која си има некакви своји правила. Минутки на телевизиите, бескрајно долги говори за перспективите на Македонија, каде всушност оваа друга Македонија, по таа дефиниција која не е прва од Заев, Груевски или Македонија, морам да признам дека пријатно ме изненади писмото на пратениците од ВМРО ДПМН во првиот состав, во кој што е точно таа реченица. Нашиот избор во овој момент не се никакви детали, освен изборот Груевски или Македонија. Ми се чини дека има малку повеќе тежина кога луѓе одвнатре што носеле некогаш одлуки во името на ВМРО ДПМН имаат потреба токму тоа да го срочат во писмо. Кој е наративот сега на овој широк потек што го нарекува Заев? Платформа на сите? Таа сентенца всушност ќе ја одрази траекторијата на политичкото действување на опозицијата и навистина има не само тежина, туку е и да речем пријатно изненадување што доваѓа од луѓето кои ја формира ВМРО ДПМН
и го обележа незиниот растеж во почетокот на 90-тите години, тоа само покажува дека ова група, ова клика што сега владее со тоа име, со таа партија, всушност е една мешавина меѓу маркетинг агенција и овие осигурителни безбедносни агенции, значи се владее со насостои со пропаганда и Лупус и Република. Да речеме, со тоа што сега се разбира од таа основа на тој наратив треба навистина се изнедри една сериозна платформа и бојкотот на изборите треба да се свати всушност како избори или како референдумско изјаснување против оваа клика, против оваа хунта која владае со Македонија. За да биде така, ќе мора, според моето мислење, да се организира сериозна кампања. Исто толку сериозна, ако не и посериозна, од што би била кампањата кога би се учествувало на изборите. И ја мислам дека очекувам опозицијата да се подготви за една таква кампања и уште нешто треба да се подготви. Ние некако ќе дојдеме до тој фамозен 5 јуни, бидејќи тоа е релативно брзо, кратко е, тоа ќе помине како миг. Мислам, живееме во така наречена криза 10 години. Понекогаш помислам, па не живееме толку лошо, имавме убави мигови, ни се раѓаат деца, имавме радости и така натаму. Стоп! Ова е парче за во реклама за избори за ВМРО, одлично за... Сакам да кажам дека да не правиме драма од нешто што не е драма. Значи, ние ќе дојдеме до некој резултат, ќе избиеме некоја битка. Предпоставувам дека значајно ќе се намали цензусот на излезноста и тоа ќе биде всушност мерката за успехот, неуспехот на власта. Па не сум сигурен затоа што власта ќе фалсификува, Вегеро. Сега Валца може да каже колку сака да биде излезно. Ќе мора да се успее, бидејќи ќе мора успехот да се измери. Но после тоа следи еден многу значаен период. И ја мислам дека всушност за тој период треба најсериозно да се подготвиме, а тоа е еден период на неучество, на непартиципација во институциите на системот горе-долу на сите нивоа. Значи сега навистина ако некој СДСМ-овец ја го држи, нели како да кажам, вентилот на браната, она матка што може да го поплави Скопје, нема да бараме од него, нели, да се трне од таму, иначе ќе се плаиме, но во суштина ние после ќе влеземе во еден процес на, ајде да го наречеме тоа демократска, мирна интифада. Интифадата во принцип е, нели, процес на мир, ама со прилично значи треба да се навикнеме, бидејќи тоа ќе предизвика делегитимирање процесот. Ја не се согласив во една полемика со Facebook, мала една размена на тези со професор Спасов, кој вели самиот факт што може не беше Спасов некој друг, веќе нели не знам со кого точно се карам по Фејсбуков, кој вели самиот факт што ќе имаме избори без СДСМ ќе значи делегитимирање избори. Не, тоа не е точно. Не, нема да биде така. Одма да кажам, и ја вака ставам залог околу таа. Тоа не е доволно. Ако беше тоа доволно, тие сега ќе бидат делегитимирани во овој момент од страна на меѓународен фактор. Не, ќе се чека СДСМ, опозицијата, фронтов, што ќе се формира, да покаже резултат. Овој дел ми беше важен затоа што имам наполно разбирање за конфузијата сега кога добивате прашање на кои ви изгледа дека одговорот е сосема јасен, зошто се побогу воопшто поставени прашањата. Едни сметаат дека намената на идејата бојкот, платформа, потезата Груевски наспроти Македонија е нешто што има употребна вредност до 5 јуни и некако ќе добие своја валоризација. Затоа оставив подолго да ја довршите својата експликација, затоа што мислам дека ова е од делот на она што Заев го коментираше за 24-ти. Секако нема да ги преспиеме изборите и да останеме пред телевизорот во папучи по дома, но вистинската теза или барањето на одговор за тоа што ќе значи платформата е веќе незината употребна вредност од 6 јуни.
Абе, Оливера, потрагата по наратив, мислам дека на почетокот се обидов да кажам. Видите, ова е скапо платено време што си го купи владеачкава коалиција за да дотурка до 5 јуни. И они плаќаат многу скапа цена за да купат уште малку мир, бидејќи се они во таа трка. Они сакаат правната држава да изгуби што повеќе денови, за да, бидејќи правната држава треба со нив да се занимава. Од 6 јуни ќе добиеме влада во која што ќе седат ДУИ и ВМРО. Таа влада во кои услови ќе работи? Вие ќе имате длабока политичка криза со еден парламент кој што не може да биде, не е важно дури на крајот да кој ќе го легитимира. Бизнис климата ќе биде таа каква што е. На 7 јуни ќе мора Ставрески да земе нови 100 милиони. Како да ви кажам, исто ќе биде овие приказкиве со тениски игралишта со огромни инвестиции така натаму. Тоа треба да продолжи да функционира пензискиот и фондот за здравство, кои што се тотално банкротирани. И така натаму. Не заборавајте, почнавме да печатиме пари. Сега тоа се оправдува, Богов вика дека тоа зашто се истрошили овие други. Видите, држава која се печатат пари, тоа е на секунда од инфлација. Ќе видиме како таа приказна. Јас имам право да ви кажам резерви и сомневања каде тоа ќе не одведе. Меѓутоа ние знаеме дека толку рапидно се задолжуваме што ова станува веќе non-viable, не одржлива е целата историја. Сакам да ви кажам, а од друга страна СДСМ сега ќе се растовари од потребата да мора да нон-стоп да води некакви преговори и да се на ситно математика. СДСМ треба да фати бајракот на слободата, на демократијата и на мултиетничката Македонија. Тоа е наратив. И со тоа нема биде толку ништо нема да биде ни толку многу покомпликувано ќе биде. Значи ја не викам дека ова е едноставно. Јас само да ви кажувам дека ова е приказната која што ќе продолжи. Во март следат локални избори. Кој март? Следната година. Па тоа знаеш како ми делува, кога ми кажеш во март 2068 година има локални избори. Да, така мислевме и лани во првино кога се усвои договорот. Ама од лани до сега не е малку направено. Јас цело време тоа го тврдам. Друго сакам да кажам, значи треба да бидеме малку реалистични. Значи дел од аргументите против идејата за бојкот и за учество на овие изборите се раководеа од фактите кои велат дека ние ќе имаме сега еден по друг два брзи изборни циклуси. Еден е во 2017-та, еден во 16-та, друг во 17-та. Тоа е. Така е, да. Да, вториот. Сега, поентата е што колку и да се работи. Значи, треба да се издржи известен период. Инаку, например, до март до година нема битно да се променат условите. И се прашањето што се поставува, а што правиме на локалните избори? Пак ќе бојкотираме? Ќе учествуваме? И сега ќе треба да се собере храброст да се рече да, ако бидат условите вакви, да. Треба малку да се издржи. Пазете, сега да не претеруваме, ама имаме едно искуство ние во Македонија на бојкотирани избори, нели? Тоа е 94-98 година во Морј. Сете се што се случи во тој период. Во 94-та година ситуацијата изгледаше како ние да сме вратени во 48 година, нели? Па веќе 96-та година покажа сериозни пукнатини Сојузот на Македонија, нели, на првите локални избори, па 98 година настапи поразот. Ама тоа се големи, долги 4 години. Треба да се издржи. Меѓувреме дури брзата постапка за собирање некаде околу 250.000 потписи на ВМРО ДПМН од тогашната власт не беа разбрани како навремено предупредување или добра порака дека треба да се прават проценки да се отиде порано на избори. Па се заврши 98 така како се заврши. Знам дека завршуваме многу време. Имам само една важна додавка во однос на тоа што сите сега сакаат да се прогнозери на времето утре, задутре. 15 април најавува председателот на собранието дека ќе потпише одлуката за избори, што значи дека на ДИК и дава уште известно време да заврши дел од обврските, всушност да и ги зголеми деновите во кои таа треба да стигне до затворањето на избирачкиот список. Малку ми не размислуваат дека всушност тоа е терминот во кој можеби се уште е подотворена вратата и за меѓународната заедница, и за политичките партнери на домашната сцена, да продолжи притисокот кон СДСМ, да биде обесхрабрен во намерата дека изборите ги бојкотираат и што да правите веќе притисокот во ВМРО ДПМН. Таа приказна е завршена.
Ја знам што сакаш да кажеш, меѓутоа види, јас кога би знаел што треба да се прави, би било политика. Јас сепак се занимавам со анализа на она што е направено и кои се можности и што се последиците. Ама во тие во кои денеска Груевски му се обраќа на Заев да престане да ги слуша, предпоставувам дека не се исклучени вашите имиња на постојаните клиенти од потерниците кои се... Со патологијата на Груевски одамна сум завршил да се занимавам, бидејќи се ја како да кажеш, немам никаков контакт со господин Заев, нити... Не сме стручни, бе? Нити, видите, ја кога би сакал политички се ангажирам, би отишол кај сакам, би направил своја партија, би требало. Значи, не се занимаваме со тоа. Сегашна ситуација е таква. Доколку Заев и СДСМ го променат ставот и решат ова или она, ќе си ги платат последиците вакви или онакви. Може би ќе се испазарат, еве ние збориме меѓународната заедница не го излажала Груевски, го излажала, може да сега и него нема да го излажат, па нешто друго ќе ветат. Ова е таму дека што сме стигнати. И мислам дека е коректно тоа да го пресечеме со некоја прогноза на што се можните правци. А како ќе се однесуваат, тоа стварно треба да се одлучат они. Ако се случи, готови сме. Ако се случи ова, после резолутната изјава на Заев дека избори на 5 јуни се невозможни, ќе имаме сите ние проблеми. Заев ќе има проблем малку потежок да се објасни пред членството, а ние ќе бараме да избришеш емисијава, друго член ќе нема. Па ја не мислам, оваа емисија апсолутно да се зачувате у архива, може да се емитува и по година ден. Ви благодарам што вечерва бевте мои гости. Ти благодарим.